За денес ќе читаме од Божјиот збор еден текст кој ќе ни биде само инспирација за една поголема наратива која се случува во Библијата, а тоа се наоѓа во Исус Навин 6 глава, првиот до 16 стих и 20 стих. Значи ќе читаме Исус Навин 6, 1, одлично. Зидот на Ерихон. Како и да е. Ќе читаме Исус Навин 6 глава, 1 до 16 стих и 20 стих. Ќе ве молам да станете да го читаме Божјиот збор. А Ерусалим беше утврден и затворен поради страф од синовите Израелеви, никој не излегуваше и не влегуваше во него. Тоаш му рече Господ на Исус: Еве јас го предавам Ерихон во твои раце и царот негов и силните луѓе. Обиколувајте го градот сите вие способни за војна по еднаш и така правете 6 дена. И 7 свештеници нека носат пред ковчегот 7 труби од рогови, а 7-миот ден обиколете го градот 7 пати и свештениците нека трубат со трубите од рогови. И кога трубите од рог ќе затрубат силно, веднаш штом ќе го чуете звукот од трубите, целиот народ нека воскликне и градските зидишта ќе паднат сами до основата своја пред оние што викаат. И тогаш целиот народ да навлезе секој од своето место. Тоаш дојде Исус, синот Навинов, кај свештениците им рече: земете го ковчегот на заветот Господов и 7 свештеници нека носат 7 рогови труби пред ковчегот Господов. Им рече велејки: заповедајте му на народот да го обиколат и да го обкружат градот, а вооружените нека одат пред ковчегот Господов. Штом Исус му го кажа тоа на народот, рече и 7 свештеници, што ги имаа 7 свештени труби, да појдат и да затрубат со трубите и ковчегот на заветот Господов да оди по нив. Вооружените пак одеа пред свештениците кои трубеа со трубите и оние што седеа по нив, одеа по нив по ковчегот трубеа со трубите. На народот пак Исус му заповеда и рече: не викајте и да не се чуе глас од вас, и да не излегува збор од устата ваша до оној ден, додека не ви заповедам викајте, и тогаш ќе викнете. Така ковчегот Господов тргна околу градот и еднаш го обиколи, и дојдаа во логорот и ноќеваа во него. Исус стана утрината рано и свештениците го понесаа ковчегот Господов. И 7 свештеници што ги носеа 7 труби пред ковчегот Господов, одеа и трубеа со трубите, вооружените пак одеа пред нив, а другите одеа по ковчегот Господов, и свештениците за трубеа со роговите труби. И вториот ден го обиколија градот еднаш и се вратија во логорот. Така правеа 6 дена. На 7-миот ден станаа рано и го обиколија градот 7 пати. Само тој ден го обиколија градот 7 пати. И при 7-то заобиколување, свештениците затрубија во трубите. Тогаш Исус му рече на народот: викајте, бидејќи Господ ви го предаде градот. И 20 стих: и затрубија свештениците со трубите, штом го чу народот гласот на трубите, сите извикаа со висок глас, и сите зидишта паднаа, и целиот народ влезе во градот, секој од своето место, и го презедоа градот. Амин. Повелете седнете. Ерихон. Колку од вас ја знаете приказната? Се надам дека некои од вас ја знаат приказната. За тој познат град Ерихон, кој бил утврден, кој бил познат во старо време како еден од првите градови, ако не и првиот град кој е утврден со зидини, заштитен, неосвоен град. И е првото место на средба на израелците. Ерихон, еден важен крстопат и за израелците, но и за Исус Навин. Што се случуваше пред Ерихон? Пред израелците да застанат пред зидовите на Ерихон, тие помина низ многу нешта. Тие веќе беа 40 години во пустината. Веќе има некакво искуство кое беше многу важно за нив. Израел кој застана пред Ерихон беше Израелот кој беше навикнат на многу нешта. Какво беше нивното секојдневие? Пример, Израелот кој стоеше пред Ерихон, тој народ, секој утро имаше паднато мана од небото, со која тие се хранеа последните 40 години. И сите тие што беа таму, не се сеќаваа на друга историја.
Сите се сеќаваа дека од небото им паѓа храна. Од прилика на тоа беше нивното секојдневие. Навикнати беа на облакот кој одеше пред нив и им правеше сенка во текот на жешките денови во пустината. Беа навикнати на тоа. Не знам дали тоа го гледаа како веќе нормална природна појава или го гледаа како нешто спектакуларно, не знам. Само знам дека беа навикнати на тоа. Истиот тој облак им беше како светлина за време на вечерните патувања низ пустината. Беа навикнати на тоа, на тој призор, на тоа водство, на таа присутност, беа навикнати. Се го зима здраво за готово. Нормална работа. Сабајле станеш, од шаторот си ја вадиш раката, си земаш малце мана, си јадеш, додека уште не си не отворил ни очите, веќе си јадеш. Убајни. Навикнати беа од никаде доаѓаат птици кои им беа како протеинска исхрана, или се протеини им треба и доаѓаат птици. Малку како се кажа, нутрициозмот. Да, тоа да биде кој што треба. Исхраната да биде кој што треба. Доаѓаат птици од никаде. Навикнати беа на тоа да се обезбеди вода која ќе им притреба. Патуваат низ пустината и они нема мака дали ќе најдат вода или нема да најдат вода. Кој им требаше вода, имаше вода. Макар тоа да значи водата да доаѓаше од камен. Значи што им да им требаше, им имаа. И таа беше доволно вода, тоа не беше вода од што да се наполна по едно шише, туку тоа беше вода не ни поточе, тоа било како река, затоа што треба да напои 2 милиони народ, плюс добиток што имаа, па да се бањат, па што ли све не требаше. Навикнати беа да ја гледат Божјата слава, како во вид на облак се спушта во шаторот на сребата во кој престојуваше ковчегот Божи. Навикнати беа на сето тоа. Тоа што за нас сега во денешно време као чудо, апсолутно се за нив беше секојдневие. Беа навикнати на тие работи. Замислете, целиот тој народ кој сега стоеше пред Ерихон, не знае за никаков поинаков живот од ова што сега го набројав. Тоа беше нивната реалност. Тоа беше генерацијата која се роди во пустината во текот на тие 40 години кои израелците патуваа низ пустината. Едно од тие работи што Господ им ги кажа на израелците кои излегоа од Египет затоа што не беа послушни, затоа што не веруваа дека Бог им ја дава земјата, ветената земја. Бог им кажа: оваа генерација, никој што излезе од Египет, тие возрастните, нема да влезе во ветената земја, туку ќе влезе следната генерација. Старата генерација почина и од нив останаа само двајца, Исус Навин и Калев. Двајца. Од сите што излегоа, тие двајца влегоа во ветената земја. Двајцата извидници на ветената земја кои пред 40 години до тој момент ја посетија како шпиони за да ја извидат и беа единствените кои донесоа позитивна критика. Сите беа вести на ужас, кај ќе одиме таму, што ни требаше да излеземе од Египет, што убаво ни беше таму, овие таму луѓе во ветената земја се како џинове, ние сме како скакалци према нив. А Исус Навин и Калев беа: Господ ни ја дава земјата, одиме таму. Затоа што така беше поставено на нивото срце, тие влегоа во ветената земја. Исус Навин и Калев, на жалост, чекаа 40 години и така низ пустината за да влезат во таа ветена земја. Тоа што е уште полошо е дека Мојсей веќе е мртов. Водачот кој ги водеше сите овие години и преку кој Бог ги направи сите овие чуда, веќе го нема. Помеѓу нив стои Исус Навин, Мојсеевиот асистент. Се он е асистент, не Мојсей, како Мојсей не може да биде. Пред кого сега стои еден неверојатен предизвик. После сето ова време, сето ова верно служење кое Исус Навин го имаше, доаѓа вистинскиот тест за него како водач. Дури и сам Бог му кажал на Исус Навин, и еве како почнува самата книга на Исус Навин, еве ги првите 2 стига. По смртта на Мојсей, значи на почеток не се спомнува Исус Навин, се спомнува Мојсей, толку бил важен. По смртта на Мојсей, слугата Господов, Господ му рече на Навиновиот син Исус, служител на Мојсей, велики: Мојсей, слугата мој, умре. Што правиме сега? Повикот на Исус Навин, неговиот живот, мисијата, на некој начин е во сенката на Мојсей. Мојсей е многу важен лик, многу важен лик. Слушате го крајот на книгата повторен, значи книгата пред книгата за Исус Навин. Како завршува книгата Повторен закон.
Сикам ова е лошо, стварно лош вовец за Исус Навин. Не само што го представуваат како слугата на Мојсей, му викаат Мојсей мртов, значи смрт, малку безнадежност, нова прилика, ама виде како завршува повторен закон. Книгата која предстои пред Исус Навин. Вели вака, во 34 глава 9 и 10 стих вели вака, и Исус, синот Навинов, се исполни со дух на мудрост, зашто Мојсей ги беше положил рацете своји врз него. И му се покоруваа синовите на Израел и правеа така како што му беше заповедал Господ на Мојсей. И не се појави веќе таков пророк во Израел како Мојсей, кој Господ го познаваше лице в лице. Книгата завршува на тој начин. Имате нов водач, ама како Мојсей нема да имате. Тоа е тоа. Исус Навин е супер. Мојсей му даде благослов, го препозна, ама како Мојсей нема друг. Тоа е тоа. Сега имате златна резерва, ама втора класа. Да издише човек. Отприлика таков вовет има. Со новиот предизвик кој Исус Навин со кој треба да се соочи. Можеме само да замислиме колку тешка мисија паднала врз Исус Навин. Сигурно сум дека постојано ги слушал сите тие муабици за тоа колку бил добар Мојсей. Ми текнува кој ќе замени некој водач или некој од вашето се или овака поблиску да биде. Некој од вашето семејство за кој го бие добар глас. Вие му ги знаете и фалинките. Ама цело време од сите слушате дека колку е добар тој, колку за све го бива. И сега вие тоа го слушате цело време, ги знаете неговите проблеми, неговите предизвици, неговите лоши страни, ама слушате колку е добар цело време. Ја мислам дека Исус Навин имал една таква битка, пошто он бил близок со Мојсей, сега го познал добро Мојсей. Мојсей не бил совршен. Бил одличен, ама не бил совршен. Ги знае неговите јаки страни, а и неговите слаби страни. И го знае моментот кога Мојсей наместо да застане храбро и да го води народот, почнал да плаче, затоа што ќе го каменува, затоа што не бива како што треба, па вие го бранеле, Исус Навин и Калев го бранат Мојсей. Ги знаат сите аспекти на Мојсей. Барем подобро од целиот народ. Но сега постојано слуша колку бил добар Мојсей, какви се чудо правил Мојсей, колку паметен бил Мојсей, какви се работи му текнувале на Мојсей. Да се биде во сенката на Мојсей не била лесна работа. Да се работи во сенката на Мојсей ќе биде најголемиот тест за Исус Навин. Размисли за луѓето кои Бог ги праќа во твојот живот, на кои можеби си предизвикан да се подчиниш или да ги следиш. Застани и размисли сега. Можеби Бог праќа некои луѓе во твојот живот кои понекогаш знаат да застанат на жулј и на твојот опаш да ти застанат и да едноставно да ти го креваат притисокот одма. Понекогаш тоа станува вистинска пречка во животот. Мислите дека Исус Навин не ги знаа сите фалинки што ги има Мојсей? Мислите дека немало работи од кои Исус Навин постојано се иритирал од Мојсей? Сега познавајќи го Мојсей многу подобро од тоа што народот го знае Мојсей, ги слуша сите тие муабити за Мојсей и не се појави веќе таков пророк како Мојсей. Океј, тоа е точно. Мојсей тоа, Мојсей ова. Како и во сечие духовно патешествие, пред очигледната битка, која предстои пред секој од нас, постои внатрешна битка на послушност на Божиот повик. Пред да ја видиме битката пред очи, се одвива битка внатре во нас. Внатрешна послушност кон Божиот повик, внатрешна битка на верност, внатрешна битка на издржливост, на доследност. Таа битка одвнатре можеби никој друг нема да ја забележи освен ти самиот. Можеби тие што те познаваат добро. Можеби ќе ја забележат тие. Но најдобро ти ќе се ја видиш. Ќе се појави во вид на можеби сомнежи. Сомнежи, дали на вистина таму треба да одам. Ќе се појави во вид на стравови. Од еднаш стравови ќе тудра, дали тој чекор што го направи е вистинскиот чекор. Но може да се појави на други начини. Може да се појави во областа на суетата. На суетата може да се повреди суетата од некои работи. Може одеднаш ќе ти стане вистински предизвик да примиш збор од некого. Или да го отвориш угото за некој, нешто да ти каже, или да те посоветува. Посебно некој кој знае да те изиритира. Ги филтрираш неговите зборови како ајде го слушам пошто морам сум фин, ама стварно не сакам да слушам што има да ми каже. Може да се појави на тој начин. Така може да биде битката.
Може да се појави во вид на гордост, во која ти нема да бидеш отворен да слушаш било кој, што нема поминато исто или потешко од она што ти си го поминал. Тоа најчесто кај нас се појавува македонскиот народ. Искуството е апсолутно се. И знаете ли што кај нас не се прави евалуација дали некој има добро искуство или лошо искуство со нешто. Важно има искуство. И обично се слушаат лошите примери. Например, сакаш да отвориш бизнис. Ти се појават еден куп гласови околу тебе зошто не треба да отвориш бизнис. И најгласни се тие со лошо искуство, тие што не знаат оствари да работат, ќе ти соат памет зошто не треба тоа да го правиш, и тоа те преплавува. Тие што имаат оствари добро искуство, тешко може да ги слушнеш затоа што имаат добро искуство. Ама тие што имаат лошо искуство, тие се најгласни. Тоа е само еден аспект. Збориме за животни одлуки, за брак, за воспитување деца, за кој знае што све не. Тие што имаат лошо искуство се најгласни. Понекогаш е предизвик да се слушне некој, да му дозволиш некој да те изборува во животот, кој нема искуство, барем од тоа што ти си го поминал, или што му е малку полесен животот. Си кажеш, ти ништо не разбираш, не можам да го слушам твој глас. Јас имав едно такво искуство во Охајо 2018 година, пред да почнеме црквата. Бог беше многу верен од самиот почеток, имав многу вера дека Бог не поикал во таа мисија и дека тој ќе обезбеди апсолутно се што треба. Јас бев толку уверен, што кога замислав црквата вака, си замислам црквата, дури како ќе изгледа, кои работи сакам да ги имам, јас пишував сценарио, така си го нарекав, сценарио А. И за тоа требаше финанси, требаше ресурси, требаше да се најде вистинската просторија, се живо и така натаму. И Бог беше верен. Бог најде се што треба, на вистина. И јас во моите молитви му кажав на Бог, Боже, план Б ќе го пишам тогаш кога нема да обезбедиш за план А. Нема да го пишам план Б. И Господ беше верен. И се беше како што треба. Господ обезбеди и финансии, и како да ја средиме црквата, и која опрема да ја купиме, од кај да ги купиме столиците, се беше како што треба. Месечната кирија беше проблем, затоа што тоа не е устилот, најдеме еднаш и тоа треба секој месец да имаш за кирија, и не беше лесна работа. И од никаде Бог, и тоа некако го среди, бидејќи една црква ни кажа дека првата година ќе ни помага да може да плаќаме киријата. И пред да отидеме за Америка тоа лето, ги организиравме сите работи тука, да течат како што треба, и замислете да организирате мајстори и да ве снема и се да биде како што треба. Тоа у Македонија. Тоа Бог мора да има некаква улога тука, затоа што Македонија тоа е речи невозможно. И мајсторите знаете што ме прашаа? Требаше да градат зидови, да фарба, да чистат се жо. Ме праша, вика, до која дата ти треба просторот? Викам, до 16 август. Викам, 16 август ќе биде се средно. Замислите да ние сме во Америка, они го прават тоа тука. Без никакви, нели, да ги бутка, да кај сте ве, што направи, до кога ќе е готово. Не, доаѓаме, ние се враќаме од Америка, ова се е средено и изчистено. Вау! Тоа Бог мора да има некаква улога тука, затоа што кај нас тоа е тешко. Како и да е? Се беше како што треба, но додека бевме таму, добивам информации дека ветената месечна помош од црквата која вети дека ќе ни помага, ја нема. И малце ме фаќа паника. Од први не го гледав тоа многу трагично, има вера, се дека јас нема верата, нели? Но пополека почна да ме јаде одвнатре. Првин, влезе мало разочарување за тоа како не се исполнува ветувањето. Тоа мене ме нервира. Ако некој ветил нешто, треба да го исполни ветувањето. Па почна да ги правам пресметките за тоа што ќе ми треба месечно за да бидеме на ова место. И го сетив товарот на сето тоа. Почнав да размислам о бројки. И ако сте во мисија, и ако се преоптоварите со бројките, товарот станува неподнослив. Неподнослив станува. Зашто тоа не е бизнис да кажеш подобро ќе имам приход, па не. Тоа нема ништо од тоа. Тоа е чекорење во вера. Почна да се полнам со сомнеш, кој се манифестираше како една нервоза.
почне некакво самосожалување, кога ќе паднете веќе на тоа ниво на самосожалување, подоле од тоа нема. Го раскажам сега тоа на Фани, очекувајќи она да влезе со мене во чамецот на самосожалување и да почнеме да весламе кон пропаста, нели? Но Фани ме подсети дека довербата треба да ја ставам во Бог. И дека не треба да се фокусирам на тоа и дека Бог ќе обезбеди тоа што го ветил. И што мислите, како примив јас тоа? Мислам дека тоа ми бе еден од најтешките зборови да ги прифатам од Фани. Затоа што не ми влезе во филм. Едноставно не ми влезе во филм. Таа ме подсети на Божите ветувања. Ми требаше некој време да го проголтам тоа. Ми беше тешко да го отворам срцето во тој момент и да ги слушнам тие зборови онака направо. Во мене во тој момент имаше се. Фани не може да ме разбере, бидејќи тоа не е во таа ситуација. Таа го нема моето искуство за мене да ме разбере. Така ли? Удри гордост. Многу е лесно да се биде позитивен за животот на некој друг во чија кожа јас не се наоѓам. Знаете, обично имам светли прогнози за некој у чиј живот јас не се наоѓам. Многу лесно е тоа. Лесно ти е на тебе. Мене да го, нели, може да го видиш. Мене можеше да ме разбере само некој кој поминал низ иста работа, низ која јас сум поминал, и ако продолжев по тој пат, не ми бегаше горчина, не ми бегаше само сожалување и кој знае што се не. Можам само да замислам што можеше да дојде по пат. Исус Навин стои пред овој огромен град. Дури ни Мојсеј не успеа да влезе во ветената земја. Требаше, ама не успеа. Падна на тестот, на еден од тие важни тестови падна. И тоа е мисија за која не може да се повика на некое претходно искуство. Океј, Мојсеј бил царот на пустината, ама Мојсеј не се соочил со Ерихон. Ставно не се соочил, тоа е тоа. Океј, Мојсеј го разделил Црвеното море, ама со Ерихон, утврден град, не се соочил. Пустината е една работа. Ветената земја е сосема друга работа. И не е само тоа. Самиот Јордан како да стои како некаква граница помеѓу искуството во пустината и она што ќе се случува во ветената земја. Знаете што се случува кога Израел го премина Јордан за да го нападне Ерихон? Знаете што се случи? Моментот кога премина реката Јордан, океј, чудо се случи, Јордан застана, го преминаа Јордан, го преминуваат Јордан, прво нешто што се случува, ја прославуваат Пасха, нели, празник готово, престанува маната да паѓа од него. Толку. Чешмата се сопира. Може би дошле многу прашања, океј, да не отидовме од територија каде што Господ не действува, каде што Господ нема да не држи, каде што Господ нема да не води, да не преминавме во територија надвор од Божјата благодат. Што да правиме сега? Маната ја нема. Она што беше за нас секојдневие, она благодат која ние се ситевме секојдневно од таа благодат, веќе таа благодат ја нема. Што е следно? Доаѓа пред Ерихон и тие чуда кои до овој момент беа видливи, престана да се случуваат. После големите победи, понекогаш доаѓаат големи ѕидови. После големите победи во животот, знае да дојде Ерихон. Онака ѕид, кој гледаш пред тебе, со се што имаш ти, со седа твое искуство, со сите тие ресурси кои си ги имал, едноставно гледаш дека не можеш да одговориш на предизвикот. Може би сме имали искуства на кои ќе се сеќаваме цел живот, знаете, духовно искуство. Но сега и во овој момент се соочуваш со ситуација која изгледа тотално различно од било кое искуство кое досега си го имал и не знаеш што да правиш. Ерихон е крстопат кој никогаш претходно не си го поминал. Едноставно не си го поминал. Се соочуваш со непријател кој досега не си го познал. Изгледа како да е непријател од некоја друга класа. Едноставно непријател кој е малку по-сериозен од досега што си се соочил. Може би чувствуваш некаква осаменост во таа битка. Јас може да замислам како се чувствувал Исус Навин. Како и кај Исус Навин, водачот врз кого се подпирал сега веќе го нема и товарот на ситуацијата паѓа врз тебе целосно. Мојсеј веќе го нема. Може би некој
поволности кои си ги имал претходно, веќе ги нема во твојот живот. Исто како што маната престанала да паѓа од небото моментот кога тие преминале реката Јордан. Сега треба да се грижат за храната, барем до тогаш не мислеа на таа работа, сега и на тоа треба да мислат. Во тие моменти, кога ќе се соочиме со таков голем предизвик во животот, тоа што треба да го гледаме се Божите патокази, Божите знаци во таа магла. Може би не ја гледаме целта, може би навистина се наоѓаме во магла, но тоа што треба да го бараме околу нас се Божите зборови кои не охрабруваат да одиме во насоката во која сме тргнале. Божите патокази. И во овој текст, во овој воведен дел од книгата на Исус Навин можеме да ги видиме неколку. Пример. Тоа што Господ му го дава на Исус Навин се знаците кои Бог му ги даде на Мојсей и тоа хронолошки му ги дава наназад. Пример. Првиот знак кој може да го видиме е преминувањето на реката. Преминувањето на реката Јордан е страшна символика за преминувањето на Црвеното море. Дека Бог, како што го отворил патот на Црвеното море, сега се го отвора патот преку реката Јордан. Тоа е многу важен знак. Затоа што ако Господ не ги водеше таму, јас се прашувам дали Господ ќе отвореше реката, дали ќе застанеше водата на реката. Тоа е првиот знак. Втора работа можеме да ја видиме темата на извидниците на ветената земја. На почетокот кога Мојсей го водеше народот, тој прати 12 извидници да извидат ветената земја. Сега Исус Навин праќа двајца. Двајцата ги праќа, кои носат добри вести. Третиот знак кој можеме да го видиме е Пасхата. Пасхата беше моментот кога Господ ги пушти израелците од робство, од египетското робство. Тоа беше моментот кога Господ ги ослободи. Пасхата. А Пасхата сега го слават како еден иницијален момент на влегувањето во ветената земја. И последниот знак, четвртиот знак кој мене ми е омилен знак, во Исус Навин 5 глава го имаме Божиот војсководец. Оди Исус Навин пред Ерихон, го гледа тој град и гледа еден човек, за него човек во тој момент, со меч изваден. Исус Навин лагодно си го прашува: ти со нас или против нас си? Откај кој си ти? И војсководецот му вика: не. Јас сум за друга работа дојден тука. Божиот војсководец. Тоа е една средба која е многу слична на оно што Мојсей го има на почетокот на неговата мисија. На почетокот кога Господ го повикува во мисијата во која тој го праќа. Тоа е средбата која Мојсей има на грмушката. Грмушката која гори, но не се горува. Знаете ли како завршува таа прва сцена со грмушката? Господ му вика: собој ги обувките затоа што стоиш на свето место. Знаете што му вика војсководецот на Исус Навин? Собој ги обувките затоа што стоиш на свето место. Ти се некои знаци кои покажуваат на кој е Бог. Покажуваат на каде Бог те води. Иако можеби Ерихон е пред тебе, е таа невозможна мисија пред тебе, сепак ги препознаш знаците на Божјото водство и ги следиш верно, иако мисијата е невозможна. Секогаш кога Бог не повикал во нови предели, Бог ќе ни потврди на начини на кои ние ќе препознаеме дека тој е оној кој не повикува да одиме напред. Ќе се објави на начин на кој нам лично ќе биде многу познато неговото делување. Тоа ме потсетува на моментот кога Господ Исус го повикува Петар да го следи. Го имаме на почетокот на Евангелието, каде што Петар си е обичен рибар, кој си има бизнис, кој лови риби и после една неуспешна рибарска ноќ, веројатно биле честити или успешни рибарски ноќи, нема ништо уловено, Исус му вика: дента доаѓа. Исус му вика: оди таму и фрља мрежата од другата страна на коработ. Петар му вика: ама знаеш, јас сум рибарот, цела вечер ловев се, јас знам како се лови риба. Исус вика: оди, фрља. И окей, Петар го послуша и фаќа многу риби. И што се случува? Петар доаѓа и вика: бега од мене, Господи, затоа што јас сум грешен човек. Исус му вика: дојди и следи ме. И Петар тргнува по Исус. И го следи 3 години. И е сведок на сите тие чуда, се што се случува. Одеднаш Исус е фатен, раснат,
има муабет дека на третиот ден воскреснал, ама не ми е јасно што точно се случува, конфузија тешка и Петар одлучува повторно, што ќе прави? Ќе лови риба. Оди повторно на Јован, на крајот на Јовановото евангелие, повторно оди Петар да лови риба, повторно ништо не фаќа. И одеднаш Исус стои на брегот и му вика: "Што правите?" Фрлја мрежата од другата страна. Ја фрлаат мрежата од другата страна и што се случува? Фаќаат многу риба. Тоа што е интересно е дека Исус го реплицира истиот момент, но и двата моменти се оригинални. Со други зборови, Петар не му требаше никаков муабет и објаснување кој е тој брегот кој го повикува. Петар многу добро знаеше дека тоа е Исус. Точка. За него не требаше никакво друго убедување. Не требаше никаква друга потврда. Сега во овој момент, кога Исус го повикува на еден сличен начин како на почетокот, сега Петар е спремен да го следи Исус до самиот крај. На некој начин Исус го рекреира на оригинален начин само она што тој може да го направи. И Петар и останатите апостоли веќе немаат сомнеш кој е тој и што Исус може да направи. Сега и во овој момент, без разлика на предизвикот кој стои пред нив, колку и да е тежок и непредвидлив, сега довербата и сигурноста е целосно во Исус, без никаков сомнеш. На сличен начин и на нас тоа не се случи. Знаете, кога Господ ме повикуваше во служба, во 2005 година бев на една конференција, многу добро се сеќавам на моментите, на начинот на кој Бог ми зборуваше. Многу добро. Тоа беше многу преплавувачки за мене. Тоа беше дејствување за мене од еден таков карактер што ме смени, вистина ме смени мене. Живко пред 2005 година и Живко после 2005 година малце различен човек, верувајте. Иако јас пораснав во црква, тој повик кој Господ го даде во мојот живот беше толку трансформирачки што едноставно беше многу за мене. Јас го оставив патот по кој одев до тој момент, дали тоа беше музика, дали каква и да кариера да беше, го оставив тоа целосно и се посетив на повикот кој Господ го имаше за мене. И не ме интересираше ништо друго. Точка. Но јас добро се сеќавам како Господ ме повика на тој начин. И секогаш кога Господ не повикуваше во некој друг правец, на едно ново патешествие, јас можев да го препознам неговиот глас, затоа што беше сличен по природа на оној глас кој го слушнав првиот пат. Тоа за нас беше 2017 година кога бевме повторно на една конференција. Едноставно може да го препознам Божиот глас како ме повикува да почнеме оваа црква. Наспроти се, наспроти сите тие ресурси кои ни фалеа, ама без разлика на се, Господ не повикува во тој пат. Не можам да кажам дека знам со што се соочил Исус Навин, бидејќи не сум имал потврд како Ерихон, но знам дека се чувствував на тој начин секогаш кога Бог ме водеше во некој правец. Ги гледав зидовите кои требаше да бидат срушени пред мене, за да продолжам во правецот во кој Господ ме повикува. Тоа беа зидови кои јас со моите ресурси немаше никакви шанси да ги преминам или да ги срушам. Секогаш кога Господ ме повикува некој правец, секогаш има зидови. Зидови за кои е потребна Божјата сила. Не способноста на Живко, туку потребна е Божјата сила. Што можеме да научиме од оваа случка која читаме овде? Ова е многу повеќе од приказна, знаете. Тоа е многу повеќе од еден историски запис. Интересно е, вчера баш гледав еден документарец за ископување на Блискиот Исток, па и за Ерихон, па и за некои други работи. Што се наоѓаат таму, што се може да ископат таму, за каков град станува збор. Што учиме од оваа приказна која ни е споделена како еден запис, која верувам дека има многу димензии, длабоки од кои може да учиме многу. К.С. Луиски каже вака: довербата во Бог мора да ја положиме секојдневно, одново, како ништо до тој момент да не е направено. Довербата во Бог мора да ја положиме одново и одново, секој ден, како ништо до сега да не се случило со Бог. Што значи тоа?
Ерихон требаше да биде лекција дека не сме ја научиле лекцијата. Ерихон е лекција дека не сме ја научиле лекцијата. Ерихон е лекција дека нашата доверба во Бог е лекција која се учи активно цел живот и тоа не може да биде лекција која се ја научил во животот еднаш за секогаш. Нема научена лекција. Во односот со Бог нема искуство на кое ти ќе можеш да се потврдиш да кажеш јас сум сега сигурен. Не постои таква работа. Во духовното патешествие има искуства, но нема научена лекција. Има духовни искуства, има сведоштва, има приказки кои може да ги споделиме на многу јак начин, но нема научена лекција. Тоа не е вистинскиот пристап. Затоа, во духовниот однос постои само однос кој се одржува секојдневно. Духовниот живот и односот со Бог не е систем кој ние го разбираме и го отклучуваме за понатамошни ситуации, туку тоа е однос со личност која запознаваме секојдневно се повеќе и повеќе. Најмногу преку соочување со градови како Ерихон. Искуството помага. Помага искуството. Дека Господ бил верен, тоа дел од нашето сеќавање. Но довербата повторно и повторно, секој ден, одново и одново треба да се положи во Господ, како ништо до сега да не се случило. Одново, секој ден. Тоа од нас ќе бара секојдневна одлука, дека си денес ќе му верувам на Господ. Тоа бара од нас секојдневна одлука дека јас и денес ќе му предадам се на Господ. Тоа бара секојдневна одлука дека од нас дека и денес јас денот ќе го почнам со Господ. Затоа што тоа што вчера сум имал неверојатна битка во која сум го раздарил Јордан и сите поминале низ тој Јордан, не значи ништо ако денес јас не го послушам Божиот глас и не го направам тоа што тој има да ми го каже денес за Ерихон. Затоа што начинот на разделувањето на Јордан не е ист како рушењето на ѕидините на Ерихон. Одново и одново, секој ден, го почнувам денот со целосно полагање на мојата доверба во Бог, затоа што тој е однос. Тој е градење на однос. Сепак Бог не е било која друга личност, ели? Бог е личност. Ние сакаме да го приближиме кон нашето разбирање колку што е можно тоа повеќе, но Бог е личност од една друга категорија. Категоријата на создател. Ние сме создание, тој е создател. И треба да разбереме дека тој е личност, но тој е од една друга категорија. Тој е оној кој не повикува да направиме храбри чекори, да одиме во непознати правци, да му веруваме безрезервно, да се предадеме целост. Заради таквиот карактер, на односот понекогаш ќе се соочиме со Ерихон. Ерихон кој ќе изгледа застрашувачки, кој ќе ја предизвика нашата вера и кој ќе не стави понекогаш во ќош. Што правиме тогаш кога ќе се соочиме со таквите ситуации? Кој е правилниот одговор на таквиот предизвик? Како да одговориме на тој предизвик? Кога се наоѓаме во тешка ситуација, кога се наоѓаме во неизбежна ситуација, постои само единствен правилен одговор. Не е тоа систем, тоа е едноставно наше поставување. На кој начин ние можеме довербата целосно да ја предадеме на Бог? На кој начин ние можеме во целост да имаме доверба дека Бог ќе се погрижи за нас? На кој начин? Одговорот е преку славење. Секогаш кога си во небрано, или во опасност, или не си сигурен, има едно единствено решение, а тоа е славење. Да почнеш да го славиш Бог. Минатава недела, или изминатите 2 недели, со Фани имаме многу разговори за црквата, за априлом настанот, за онака се соочуваме со тешки муабети, тоа ги разговараме, ситуации. И еден ден онака разговаравме и знаете ли што, интересно е дека за тешките работи може да разговараме со денови, да не дојдеме до решение. Едноставно разговараме и мотаме наоколу и цело време стоиме уместо. Еден ден викам, знаеш што, ајде се молиме на тој начин,
на кој ние ќе почнеме со славење. Да го славиме Бог. Интересно е дека ако почнеме да се молиме за потреби, листата е бесконечна. Устилот нема крај листа. Господи, дај ми ова, тешко ми е, се моли. Милионер, посебно за мене кој ќе почнам да се молам. Листата е бесконечна. Почнувам да се молам да го славам Бог. Да, само да го славам Бог. Имам 3 работи да кажем, повеќе немам зборови. Боже, ти си свет. И се треба нешто друго да кажем, не ти иде. Но направиме напор, едноставно само да го славиме Бог. И после некој време се отвара јазикот и почнуваме да го славиме Господ. Стварно да го величаме неговото име. И знаете што се случува? Забораваш на се останало. Кога сме во кјош, единствениот правилен одговор, единствената правилна поставеност, и што да правиме, е славење. Славете го Господа. Звучи многу чудно. Многу чудно звучи. Замислете како се чувствувале израелците пред тој огромен град, единствениот утврден град кој го гледаат. Не знам како било тоа. Се во животот што гледаше пустина, некои шатори, баракички, отеднаш доаѓаш до град кој има огромни зидини, кој никош не бил освоен. И стратегијата која ти ја кажува водачот е труби, 7 труби. Отприлика тоа е стратегијата. Нема огнени кочи, нема коњи, ништо од тоа нема. Има 7 труби. И тоа што сите ќе го испееме отприлика. Отприлика тоа е стратегијата да се освои тој град. Замислете како се чувствувале израелците пред таков град со тие 7 трубички. Да не прават ништо. Која верност е тоа? Да се оди сите тие 6 дена да се заобиколи градот и на 7-миот ден да се заобиколи градот 6 пати, на 7-миот пат кога ќе се заобиколи да почнат да викат и да веруваат дека тие зидини ќе паднат. Каква верност е тоа? Но кога ќе се соочиме со тие зидини, тие страшни работи во нашиот живот, еден од малките одговори кои ги имаме во животот и единствениот правилен одговор во животот е славење. Да почнеме да го славиме Господ. Тогаш, јас верувам дека целата небеса се отвора. Тогаш кога го славиме Господ. Да го славиме Господ не е лесна работа. Мислите дека е лесна работа, не е лесна работа. Се друго ќе се прави освен тоа, верувајте ми. Се друго ќе се прави. Ќе се прави нешто добро да направиш, ќе се разговара, ќе се размислува, ќе се пишува, само нема да се слави. Затоа што тоа е навистина тешка работа. Да се слави Господ во тешко време е вистинска битка, вистинска војна. Но само тогаш и само на тој начин доаѓаме до вистинската победа. Само на тој начин зидовите на тој Ерихон ќе паднат. И само на тој начин Господ ќе не однесе во ветената земја. И сега да ве прашам денес. Кои методи ги имаме денес во нашиот живот, кои можеби не, со кои можеби тапкаме во место веќе некој време? Нема победа, нема надеж. Кои се тие методи кои ни висат на глава, према кои одиме цело време кога ќе се најдеме пред Ерихон, не знаеме што да правиме? Господ не повикува само да почнеме да го славиме, да живееме еден живот во славење. Целосно се предаваме на Него. Целосно се предаваме на Неговата волја. Целосно се потпреме на Него. Целосно да ја ставиме нашата доверба во Него. Не во нашето размислување, не во нашето мудрување, туку во Него. Преку тоа што ќе го славиме во нашите тешки времења. Како апостол Павле, кога беа во затвор, ќе го славеа Господа. И тогаш се случи тој земјотрес, и тогаш беа ослободени, тогаш порасна црквата. Ајде да го славиме Господа. Ајде да го славиме Неговото име, да го славиме Неговото делување, да му дадеме слава за се што тој прави. Ајде ќе се молиме денеска. Татко наш небесен, Боже, во многу аспекти мисијата може да дојде во такви зидини како Ерихон, Господи, Боже мој. Боже, некој од нас, Господи, Боже мој, тука се соочува со такви лични зидини на Ерихон, Господи, Боже, не знаеме како да одговориме на предизвикот. Може да се соочуваме со една нова територија, каде што, Господи, Боже мој, немаме искуство. Татко мој небесен, во тие моменти,
Боже мој, Ти не поикуваш да Те славиме, иако тоа е многу тешко, Господи Боже мој. Не знаеме како таквиот начин на живот, таквото размислување, таквата поставеност ќе одговори на предизвикот. Но Боже мој, пред се и над се, Ти си оној кој се бори за нас, Ти си оној кој не откупи, Ти си оној кој умре за нас, кој воскресна за нас, Ти си оној кој не повикуваш во тоа заедништво, и Ти си, Господе, оној кој ја извојува таа битка. Ако, Господе, бараме некој со искуство, тоа си, Господи, Ти. Боже мој, Ти можеш да не разбереш во секоја ситуација, во секој момент. Но не повикуваш, Господе, да Те славиме Тебе. Бидејќи славејќи Тебе, Господи, Боже мој. Ние сме таа светлина во која Ти не повикуваш да бидеме. Ние сме светлината на светот. Боже мој, биди со нас денеска. Боже мој, зборување. Те молам, Татко мој небесен, да не бидеш нашиот последен ресурс, туку да бидеш првата линија на одговор во нашиот живот, Господи, каде што првин ќе се обратиме кон Тебе, Господи. Да Те молиме, Господи, одговори ни, зборувај ни, охрабри ни, за тоа да се надеваме на Тебе и да се надеваме само на Тебе, Господи. Твоето име нека биде прославено и се Христе. После секоја победа ќе го величаме Твоето име, Господи. Ќе го величаме Твоето име, се Христе, затоа што Ти заслужуваш секоја чест и слава. Амин.